Се уште нема епилог од случајот со смртта на Ведат Адеми, кој на 17 март отишол на лекување во Кумановската болница и починал. Институтот за судска медицина се уште го нема изготвено обдуцискиот извештај. Nga Instituti i Mjekësisë Ligjore këtu në Shkup thanë se raporti i autopsisë për të ndjerin Vedat Ademi akoma nuk është gati, ndonse është një analizë mjaft komplekse e cila bëhet nga 3 laboratore dhe rezultatet e cilat pritet të jenë vendimtare për zbardhjen e humbjes së jetës së 32 vjeçarit në Spitalin e Kumanovës, rast për të cilin prokuroria ka ngritur dyshime për stafin mjekësor. Од истражното досие за смртта на Ведат се гледа дека починатиот боледувал од камења на жолчката, поради што тој од Германија се вратил на лекување во Куманово и на крајот бил подложен на хируршка интервенција. Според пријавата, лекарот му дал инфузија со аналгин, без да потврди дека е алергичен, иако тоа било запишано во неговиот здравствен картон. Доктор Зоран Ѓорѓиевски, без претходна информација дека пациентот е алергичен на аналгетици, дал инструкции да се додаде ампула аналгин во втората инфузија, како заселување на терапијата за болка. Тоа се докажува во дописот за примање на терапијата. Пред примена на водена терапија, одговорните медицински сестри не го прашале пациентот дополнително за евентуални алергиски реакции на одредени лекови, а здравствената книжка не била ни проверена. Од Кумановското обвинителство велат дека продолжувањето на истрагата зависи од наодите на обдуцискиот извештај, но има сомнежи за други пропусти на медицинскиот персонал и здравствената институција. Обвинителката Теута Рамадани вели дека ќе се преземат и соодветни мерки за осомничените за покривање обвиненија. Kur kemi pasojë fatale, atëherë shkojmë me veprën më të rëndë, veprë e rëndë kundër shëndetësisë së njerëzve. Ajo është neni 217, ku është i parapar edhe burgim deri në 10 vjet. Mirë, po për shkaku i vdekjes ju thash edhe më parë se vërtetohet mbas të autopsisë. Që ajo është domethënë kyçe faktikisht. Për me drejtu hetuesin, a do të shkojë në përgjegjësi penale apo jo. Во меѓувреме, извештајот на Државниот санитарен и здравствен инспекторат покажува и други пропусти. Брзата интервенција во процесот на реанимација во болнички услови не би била фатална како анафилактичен шок, доколку сета потребна опрема и подготвеноста на медицинскиот персонал би биле достапни навреме да интервенира. Специјалистичкиот извештај направен од доктор Зоран Ѓорѓиевски не ја вклучува медицинската историја на пациентот.